Голем број партиски активности на Левица, ВМРО и СДСМ во Штип. На пресконференција кандидатот за советник од Левица најави проекти за замена на опасниот азбест, кој го има во дел од покривите и водоводни цевки. У Штип, освен на стамбени згради, имаме азбестни крови, чак и на згради кои што се по општинска управа, кои што се школи и градинки, например Тоша Арсов, основното училиште, Гоце Делчев, Димитар Влахов, чак и градинката Астибо Клон во населба Баби. Ситуацијата со азбестните цевки е уште полоша, над 30% од водоводната мрежа се од азбестни цевки, кај што канцерогениот материјал директно влегува во водотокот. Значи Левица ќе инсистира под хитно менување на азбестните цевки и крови на територијата на општина Штип. ВМРО ДПМН започна со предизборните мини митинзи и средби со граѓаните по населбите. Синоќа беа во автокоманда. Имаме приоритети да ја завршиме комплетно улицата Сутјеска која води до автомотодруштвото. Ќе асфалтираме улици кои се наоѓаат за туш, таа улицата Браќа Даневи. Потоа ќе ја довршиме улицата Пролетерска. Делото улицата Панче Караѓозов, која е Соколска, ќе биде комплетно направена. Ќе ги уредиме сите тротоари во населбата кои се запустени со децении. Ќе асфалтираме дел на Широк дол. Идната година ќе ги оградиме, општината ќе ги огради турските гробишта. Веќе направивме еден пристапен пат до турските гробишта, останува значи и уште еден влез да се уреди и со тоа мислам дека ќе го леснеме прачо пристапот до турските гробишта. Изборната програма е излезена, видлива за сите граѓани, може да ги погледнат сите проекти кои што значат подобри услови за живење на жителите од овој крај. Убеден сум дека сите тие проекти ќе успееме да ги реализираме како совет, заедно со градоначалникот да направиме една кохезија и добар тим за работа, како што успеавме досега да ги реализираме заеднички проектите во изминатите 4 години. Денес на пресконференција пак од ВМРО ДПМН зборуваа за лошата состојба во физикалната терапија. Во кругот на физикалната терапија е направена мини депонија. Дворот е во исклучително лоша состојба, а хигиената и условите во болницата и терапијата воопшто не се подобрени. Фокусот на раководството на Штипската болница не е насочен кон подобрување на условите во болницата, туку кон партиски вработување и разместувања кои изобилуваат со непотизам и реваншизам. Според информацијата која има ВМРО ДПМН, во последната недела се вработени уште 10 лица, на истиот начин преку истата меѓународна хуманитарна организација за која и предупреди ВМРО ДПМН, се со цел комплетно да се партизира Штипската болница. Нова реагира од СДСМ. Хигиената во клиничка болница Штип и во физикалната терапија е подобрена колку што се можеше со кадрите што ги остави ДПМН. За жал Тодоров ја одзема физикалната терапија и не е во доменот на клиничка болница, за да може да реновираме и таму. Таму кај што можевме реновиравме. Детската соба за хирургија доби нов лик што и јавноста ќе има шанса да ја види. Вработување во болницата нема, како што нема ни реваншизам и непотизам. Ако досега некои нестручни кадри уживаа привилегии и беа заштитени, тоа сега веќе не е така. Секој е распределен на соодветното место според соодветното образование и стручна спрема што ја поседува. Кандидатот за градоначалник за Штип од СДСМ Благој Бочварски на пресконференција најави изградба на брана на реката Отиња. Инаку ова ќе биде убав проект за рекреација на штипјани, за развој на риболовот, за наводнување на површините во и околу нашиот град, за да не се троши водата која што доаѓа низ нашиот систем, чистата вода за пиње, да не се троши за наводнување на површини. Така што многу ќе придонесе овој проект за да даде нов квалитет на нашиот град. Реката Отиња ќе го добие својот биолошки минимум, со што постојано ќе има вода во коритото на реката Отиња. Затоа овој проект е многу важен за нас и веднаш ќе се зафатиме со завршување на експроприацијата, која што е почната пред 10 години, и веднаш ќе ги доработиме проектите и ќе изградиме брана со околу 3 милиони метри кубни вода, која што ќе биде водено огледало и ќе даде многу нов квалитет за нашиот град, за Штип. Инаку проекциите се дека овој проект ќе чини некаде околу 5 милиони евра, со што со поддршка од централната влада и со пренамена на средствата преку референдум кој што ги имаме од самопридонесот на нашиот град, а тоа се некаде околу 1 милион евра кои што ги има Штип, ќе ги пренамениме, ќе се обидеме преку референдум, со што ќе ги повикаме граѓаните да дадат дополнителна поддршка за изградба на овој крупен капитален проект. Реакција пристигна од ВМРО ДПМН. Очигледно Бочварски не следел што се случува во минатиот период или бил премногу мал за да знае дека во време на градоначалникот Димитар Ефремов од СДС
беше распишан референдум за пренамена на парите од самопридонесот за изградба на брана. Но самите членови на СДС гласаа против иницијативата на нивниот градоначалник, а нивниот следен градоначалник Панде Сарев даде позајмици на јавните предпријатија од парите од местниот самопридонес собирани за брана. Изградбата на брана на Отиња влезе во програмата на владата на ВМРО ДПМН уште во 2016 година и истата беше предвидена да се гради во 2017 година. Сето ова говори колку Бочварски не ја познава работата на локалната самоуправа и колку не е во тек со развојот на настаните во минатото.